Се наоѓа меѓу училишните клупи на една таква пред која што децении порано седели нашиот соговорник, писателот за деца Киро Донев, кој што денеска по повод Светскиот ден на литературата за деца гостува во основното училиште Гоце Делчев во село Василево. Меѓутоа ние ќе позборуваме генерално за неговите почетоци, за тоа како тој како дете ја засакал книгата, како научил да се дружи и да ја љуби, а подоцна и да ги пишува книгите за деца по кој што и по тој интелигентен хумор кој што е толку препознатлив во неговите дела. Господине Донев, добар ден, добре дојдовте и еве, она што го спомнавме на почетокот, како го ја откривте книгата во училишните клупи или пак во вашиот дом? Видите, прво, многу ми е драго што овој разговор го правиме по повод денот на книгата. Дај Боже такви денови да има повеќе, бидејќи електронските медиуми си го прават своето. Книгата некако се чувствувам над младите, пака на маргините отставаат. Реков, ми е драго што овде го снимаме тоа во едно училиште, кај што навистина сум бил чест гостин во Гоце Делчев Василево, кој што има една многу убава традиција да организира такви средби. Таа има една многу голема библиотека и така натаму. Тука ме врзуваат многу добри спомени и како гостин со познати писатели, со видове подруги, со Глигор Поповски, Васил Куновски, секој пат знаеле да не примат во ова училиште. Сега, за тоа како се роди љубовта кон книгата, па знаете, прво во семејството. Јас првите книги почнав да се сега деца дружат со првите книги преку сликовници, преку овие, бидејќи има многу такви изданија, детството со од градинка, може ти во градинката и дома. Меѓутоа јас тогаш, бидејќи сум дете кое требаше да другарам со книгата веднаш после војната, и многу малку имаше такви книги. Јас првите книги ова нешто се најдо дома, во семејството. Татко ми ги сакаше книгата, мој мајка ми исто така. Имав некои книги од Народното творештво, книги за Кралје Марко, се сеќавам една книга Илјада и една ноќ. После некои книги Јан Бибјан од Елин Пелин од Бугарија, татко ми ги носеше, тој беше љубител на книгата и ете така тоа се роди. Тие се првите, како се вика, мои запознавања со книгата. Потоа, кога се запише во основното училиште во Муртино, таму имаше една многу добра библиотека. Почнав да позајмувам книги од таму, почнав да читам списанија, тогаш се загуваше Титов пионер. И тогаш ми се роди на некој начин и првата песна, која што излезе... Бевте кога ја напишавте таа прва? Првата песна ми излезе кога бе во пето одделение. Тогаш таа беше објавена во Титов пионер во тоа време, а тогаш уредник на тоа списание беше Васил Куновски. Тие се првите после војни. Сеќавате како се викаше некој стих, можеби, еве ова би било интересно за нас. Тоа беше една, знаете, ние тогаш пишувавме за она околината, како и денеска што нели инспирацијата. Се сеќавам, тоа беше некоја песна за некој мачор Тошо. И да речеме вака некој почнуваше, мало маче беше Тошо, и од храбар сој, со глувците често се пушеше бој. Знаел Тошо дека треба со глувците да се бори и така натаму. Така на таа една песничка беше. И замислете, значи кога излезе таа песна, тој мачор Тошо, многу подосна. После, можеби 20 години, ја излезе на Тоша од мачорот Тошо исто од Бранко Чопич. И на едно читање, негде кога одевме за Босанска крупа, заедно со видео подговор Глигор Поповски и Бранко, тој ми ја подари истото таа негова книга, со тој истиот наслов, ја чувам ден денеска дома. А инаку реков дека во библиотеката во Муртино беше првата ризница од кај што јас црпав таа прва љубов што ми се роди за книгата. Се наоѓаме во едно навистина динамично време. Сигурно не било исто во почетоците на вашата творечка кариера и денес, бидејќи вие имате едно искуство од половина век. Меѓутоа, како денешниве деца, оние кои што растат покрај телевизорите, кои што растат со екраните на мобилните телефони, таблетите, децата кои што се во допир со технологијата, како можеме да им ја всадиме љубовта и кон читањето и книгата?
Па реков, прво во семејството. Значи, тие се три четири фактори. Прво, почнуваме од авторите. Авторот е должен да направи добра книга, да напише интересна книга. Ама сите мислат дека е лесно да се создава книга за деца, па од тие од возрастни почнаа да пишуваат и за меѓутоа. Никој да не се залажува. Ако пишувањето за деца не го чувствува како внатрешна потреба, знаете, уметноста таа не се учи, не се научува. Таа се раѓа во човекот и за човекот. Ако некој сака на сила да биде автор за деца, тешко. Бидејќи еден ден таа превара, таа измама, децата ја откриваат. И децата, денешното дете, сака таква книга која што ќе го плени уште во почетокот. Значи, авторот треба да создава книги кои инспирацијата ја црпа од секојдневниот живот на детето. Да гледа на животот со очите на детето. Јас моите книги ги создавам така, јас би пишувам така како што јас би сакал да читам книга како дете. Не дозволив тоа дете од мене да исчезне и моите книги се создавани заедно на некој начин заедно со децата. Детето, ако те прифати, ако ја прифати книгата, го прифати и авторот. Потоа, вториот фактор кој многу влијае за детето да другарува со книгата е наставникот. Ако наставникот не ја сака книгата, ако тој не знае да му ја препорача книгата на детето, значи тука е тоа, не да му дава само книги за лектира, туку и оние книги што мислат дека се добри. Книжарот исто така. По книжарницата, за да му препорача таа книга. Печатарот треба добро да ја опреми таа книга, да биде допадлива за очите, да не биде отпечатена на лоша хартија, треба да биде илустрирана добро. И сето тоа. Децата денеска, модерното дете, не е она што бевме јас кога сум бил дете. Тие сега имате своje видување на светот. Сега треба да авторите да пишуваат она што го гледа детето денеска, што го живее, да го прикажуваат денешната животна околина, што сакаат децата. Не можем јас сега, моето детство сум го упишувал во моите книги. Меѓутоа сега морам да создавам една поинаква литература. Техниката, науката оди напред. Значи, нови херои, нови јунеци требат. И така. Дали технологијата и се заканува на книгата во печатена верзија, онака како што досега ја знаеме и ја дружиме, сметате ли дека новото време ја истиснува книгата? Да, еве еден пример сега, например, еден млади тинејџери во детска радост имаат објавено една книга, например, се вика Мојот пат. Таа е околу тоа, околу Фејсбукот, околу технологијата, како YouTube, па интернет и така натаму, или тетовирањето, па како да се сликаш во школа, како и така натаму. Таа нема можеби некоја вредност, што знам, да речеме, ние јас како родители. Меѓутоа, децата сакате на таква книга и таа се продава, да речеме, по 1000 примероци кај што кида деца. И сигурно тие млади автори што ја напишале тоа се деца, нели? Од едно гостување вакво како јас што гостувам денеска, тие ќе земат повеќе отколку јас сум вел за целото мое творештво. Меѓутоа, не треба да се жалиме за тоа колку заработуваме заради тоа што пишуваме за деца. Има професии за која се живее и од која сакаш да живееш. Ние авторите, ние што пишуваме за децата, ние живееме за тоа. Живееме за деца, особено ние, да речеме, што другоруваме секојдневно со нив или што сме се школувале да бидеме нивни учители, како јас. Сум завршил учителска школа и јас за ништо не ја заменал таа мојата професија. Меѓутоа, за жал, книгата, технологијата, интернетот, тие електронски медиуми се повеќе ја загрозуваат, како се вика. И така стана, помалку ги посетуваат библиотеките, па и киното не се посетува, па и театрите не се посетуваат и така натаму. Треба нешто да се направи, не да биде само еден ден на книгата, како што е сега овој светски ден. Што почесто децата, меѓутоа тоа реков, мора да се едуцираат уште во семејството, секој да се ја преземе задачата, должноста, да му ја всадува. Треба да се всади, не да му се купува книга. Еве денеска, ако видиш на дете, одеш на роден ден книга и ќе каже, не ми купиш мобилен или нешто друго, па ќе биде стрекно, отколку да му купиш 20 и 50 книги одбрани, нели? Додека не се всади љубов во срцето на детето, да се сака книгата,
Се до тогаш таа ќе биде на маргините. А реков, почнува од семејството, улицата гледаме што нуди. Па и во школите, веќе децата не сакаат многу да им се попува. Треба да им се прават книги, што ги сакат тие. Они ги читат, едва ги читат тие книги што им се залектира, да ги дали ги читат. Што мислите за последниот избор на новите лектири за основното образование? Дали сметате дека добар избор е направен следствено на тоа што го диктира времето и литературата која што се пишува и печат? Видите, реков, најдобри критичари не се критичарите што додуша ние немаме никаква критика, ниту за книга, ниту за филм. Не сум јас прочитал барем некоја книга да биде или нападната или пофалена во некој весник. Или речеме на телевизијата што ги гледаме тие разните серии што се за деца и така натаму. Лектирите што се, децата се тие што треба и наставниците тие се што треба да определат кои книги треба да одат во лектирата. Мене ми се чини дека у Министерството за култура и у Министерството за образование мислам дека има таму и такви членови кои останале на еден зоки поки што учители како деца и тука се. Ме сваќате? Значи тие новите таа книга или не изам треба да има да ги одредуваат луѓето што предаваат литература за деца, ама преку анкети, преку наставниците, што читат деца, например, преку тие библиотеки, кои книги најмногу се позајмувани. Сваќате? Оти јас знам дека има автори кои немат книги објавено, а во списанијата објавуваат такви уви песни, ете не може да објават своја книга, или приватно ќе ја печат таа книга. Па не се ни членови на друштво на писатели. Па има, например, книги кои се наградувани со наградата Ванчо Николевски. Јас еднаш предложив да се направи една антологија на најлоши песни или да се направи еден избор на најлоши книги за деца. Оти има и такви. Ќе видиш кој ти е жири и учествуваш да ти ја наградат книгата. Малку сум строг, меѓутоа тоа е тоа. Треба за децата мора да се внимава, да им се дава да се гледа на светот, на нивниот свет со нивните очи. Оти детето, тоа е најстрогиот критичар, а не ние што ги пишуваме или што ги читаме книгите возрастните. Ви благодарам многу за разговорот и ви посакувам уште долга и плодна кариера.